Имаше трагино и докази со елементи за вистинска истрага за откривање на вистината, но службите потврлија. Атентатот врз Глигоров беше политичко сценарио. На конференцијата кој зошто пукаше во македонската држава, дел од учесниците сметаа дека атентатот е дело на српските, со поддршка на македонските безбедносни служби и политичка елита. Се работи за промена на правецот на движење на Република Македонија. И мислам дека најголеми интерес имаше во тоа Милошевиќ и некои други да Македонија остане дел од така наречена скратена Југославија. Државата не успеа ни да го превенира атентатот, ни да открие кој го направи тоа. Затоа што последици беа многу сериозни. Македонија што живееше еден мирен живот, доживеа едно време на турбуленција и расторење на таа коалиција што ги доби изборите 94-та година. Зоран Доревски во годината на атентатот, како втор човек на 6-та управа, вели дека истрагата затаила, иако имало сведоштва на луѓе кои го служеле тимот на атентатори. Благодарение овие писмени искази, вака да кажем, од сведоци, успеав да го најдам келнерот кој во ресторанот Победа фактички ги служел атентаторите, односно атентаторскиот тим. Секој се вајле во 9 часот или пред 9 часот, веќе се во Победа. Еден од нив е надвор, чека да помине Мерцедесот и келнерот многу убаво приметил дека истиот има штоперица, има радиостаница, значи цело време со некого во контакт. И новинарот Зоран Петров вели дека истрагата била закочена. За прв пат објави дека тој и неговото семејство трпеле закани, откако ги напишал првите новинарски извештаи за атентатот. За тоа знаеа нормално моите претпоставени, меѓутоа јас бев новинар. Јас бев првиот што само 3 дена после атентатот објави дека автомобилот го довезла жена. Јас бев првиот што откри дека 3 месеци пред атентатот од магазини на Арама бил украден експлозив, пластичен експлозив, витезит, кој што бил во таа количина и од тој тип употребени за атентатот. Дали тоа некому пречело, дали некој се уплашило тоа, не знам. Во секој случај не ми било ни мене многу пријатно. По 3 децении, истрагата само утврди дека атентатот бил добро подготвен и организиран, но кој стоел зад него, кои се причините и мотивите се уште непознати, а истражната постапка, која се води против непознат сторител, отворена.